Цените на лековите во Македонија двојно поскапи после ковид пандемијата, независно дали со или без рецепт. Граѓаните коментираат дека тешко е да си болен, а уште потешко да си дојдеш до основната терапија, зашто лековите се изгор скапи. Пензионерите се жалат дека повеќе од половина пензија им оди за лекарства. Велат дека секој месец се зголемува цената за таблетите за крвен притисок, за бубрези, за срце, за дијабетес или за која било друга терапија што им е неопходна. Секое следно влегување во аптека им е ново изненадување. Тие алармираат дека потребно е итно ревидирање на позитивната листа на лекови, која 10 години е непроменета. Цените се никакви и малку ги има на позитивна листа. Ние претежно Треба според вас да се ревидира? пола и повише лекови ги плаќам со нормална цена. Треба ли да се промени позитивната листа на лекови според вас? То секако. Секако треба да се промени. За сиромашните луѓе со помали пензии треба да се промени на позитивно, значи повеќе лекови да има на позитивната. Огромна сума оди. И 1200 дадов вчера за шо? Па тај парацетамол, па од позитивна листа, па аспирин треба да има, кардиопирин и така, за најосновните работи. Прво кога ќе земе пензија, кој ќе ги взимаме, да се обезбедиме, па што ќе остане, после ќе трошиме нешто. Дека на здравството му треба рестарт, алармираат и од Алијансата на пациентски здруженија. Оттаму велат дека секојдневно пристигнуваат поплаќи од пациентите дека имат дефицит на одредени лекови, но и се жалат на здравствените услуги. Има неколку последователни причини кои ни се случуваат во нашиот здравствен систем. Една од нив е и таа позитивна фамозна листа која некако во последниве, да кажам, 10 до 15 години и повеќе, не може некако да биде тој горлив проблем решен. Само се одолговлекува, само се прават некои отстапки, но никако да стигнеме до одредени решенија. Посовремените лекови најчесто се поскапи, а некои од лековите што им требаат на пациентите не се на позитивна листа или воопшто не се регистрирани кај нас. Од овие причини, голем број граѓани одат по лекови во странство, затоа што таму се подостапни и поевтини. Позитивната листа на лекови не е ревидирана повеќе од една деценија и докторите критикуваат дека на оваа листа има непотребни лекови кои со години веќе не се произведуваат, а оние кои на граѓаните им се потребни и за нив живот значат, воопшто ги нема. Во меѓувреме, изминативе години пациентите се соочија со сериозни предизвици во здравствениот систем. На болните со ретки болести им се заканува нова криза за недостиг на лекови. Диабетичарите со месеци бара инсулин, глукомери и ленти. Не беа исклучок и онколошките пациенти. И тие имаат дефицит на биолошка терапија.